5 тони марихуана, откриени во Србија, а набавени од Македонија, ги истражува и македонското обвинителство за гонење организиран криминал. Во петокот биле информирани и од тогаш разменуваат информации со српските колеги за оваа наркоафера која има пипки од двете страни на границата. Целта е, велат, откривање на сите инволвирани лица и евентуални организирани структури поврзани со случајот на заплена на 5 тони марихуана. Обвинителството има оформено предмет и веќе се преземаат конкретни, насочени и координирани действија за целосно утврдување на сите факти и околности за поврзаноста на Република Северна Македонија со овој случај, со цел обезбедување целосно кривично правна одговорност. Еден од притворените во Србија е Иван Драгнич, кој е косоопственик на фирмата Алфа Фарм од Скопје. Компанијата е основана во 2023 година, но во март 2024 добила одобрение за одгледување канабис за медицински цели. На која локација се одгледува марихуаната? Од Министерството за здравство засега не откриваат. Но за Телма велат дека по откривање на аферата деновиве имало вонредна контрола. Во однос на настанот за кој информирате Министерството за здравство преку надлежните служби во координација со Министерството за внатрешни работи и другите надлежни институции, има извршено вонредна контрола кај правното лице, врз основа на утврдената фактичка состојба и евентуално констатираните неправилности. Министерството ќе постапи согласно законските прописи и ќе ги преземе сите мерки предвидени со закон, доколку за тоа постојат законски основи. Од СДСМ бараат одговорност и одговори како марихуаната поминала преку македонската граница. Како е можно во држава со Safe City, со камери и со скенери на граничните премини да поминат цели 5 тони дрога? Или ова е толку добро организирана картелска мрежа поврзана со се и никој ништо не и може? Во Србија 5 мина се осомничени за неовластено производство и дистрибуција на дрога. Според истражните органи, Иван Драгнич ја транспортирал дрогата преку граница до магацинот во Конјух, од каде еден од осомничените ја земал за понатамошна продажба во Белград.